Добро вечер во завршницата на 8-часовното денешно отворено студио. На крајот е филот, а филот е панел дебата што Македонија треба да направи, какви гаранции ќе добие од НАТО и какви обврски ќе преземе со членството во Алијансата. Мои вечерашни гости се универзитетските професори Георгиева и Дујовски. Со нив малку подосна. Инаку, поштувани гледачи, денеска и вечерва цел ден бевме прекупирани со случувањата во ВМРО ДПМН после седницата на извршниот комитет и донесените одлуки за кадровска дистанца од пратениците и од некои партиски челници. Во меѓувреме настана и реакции на Мијалков и Јанчев. Значаен дел од пратениците кои се дистанцираа од ВМРО излегоа со оценки за состојбите во ВМРО ДПМН. Вечерва и покрај се, со голем интерес се следеше прославата на ВМРО ДПМН на денешниот национален празник, годишнината од формирањето на Македонската револуционарна организација. Погледајте дел од атмосферата на гостите што доаѓа и можеби ќе забележите кој не бил. А не бил, меѓу другото, еден од двајцата почесни председатели покрај Љупче Георгиевски, Никола Груевски. Научен да телефон не изме да стигна. Не да. Често не. Ајде да се како ќе биде, да се чуеме по-после. Акцентите од настапот на лидерот на опозицијата Христијан Мицковски 12 часа по драматичната седница на извршниот комитет ви беа пренесени во вестите во 20 часот. Јас сега само ќе извадам неколку акценти. Мицковски: ајде донесете закон за амнестија да има слобода за сите. ВМРО ДПМН е единствената политичка опција која има и сила и знаење, мотивација и човечки ресурси. ВМРО постоело и кога не постоела Македонија, затоа што оваа организација е пред се народот. Мицковски со порака до граѓаните: потребна е акција и потребно е окрупнување, да се обединиме. И се разбира она што е исто така интересно, тоа што рекоа некои од видните членови и основачи на ВМРО ДПМН и на извршниот комитет. Меѓу нив Гојко Јаковлевски, Антонио Милошевски, Ганка Самуилова, Љубиша Георгиевски и Александар Николовски. Па видите, ВМРО ДПМН е голема партија и секогаш и во минатото, не само сега, имало такви случаи каде што влегувале луѓе кои што очигледно не им мислеле добро на партијата. И добро е што председателот Христијан Мицковски смогна сили да расчисти со тоа крило, кое што, за жал, тоа што го работеа, че има долги последици према Македонија. Меѓутоа за партијата да се надеваме дека ова е крај на предавствата кои што ни се случуваат со години наназад и дека ќе тргнеме со нови сили, ќе одиме напред за доброто на партијата, за доброто на Македонија.
Како ја гледате ВМРО-ДПМНЕ во иднина? Дали како проевропска партија? Па ние, видите, многу често по телевизиите, по радијата, по вестниците, не обвинува дека ВМРО-ДПМНЕ била партија, проруски ориентирана партија. Јас сум еден од основачите на ВМРО-ДПМНЕ и член сум на организацијата ДОМ, Движење за обединување и ослободување на Македонија, од 71 година. Никогаш, ама баш никогаш, не сме биле против ниту НАТО, ниту Европска унија. Во Европска унија и НАТО да, со крената глава, не понижени и обезличени како што некој сака да бидеме. За партијата е добро и за државата е добро. ВМРО-ДПМНЕ да се консолидира, да има еден јасен курс на движење, опозиционен, и тоа мислам дека ќе биде корисно и за власта. А во секој случај овој ден е еден символичен празник кој што тоа треба и да го покаже. Дали може и тоа порака до другите членови дека несогласувањето со партијата може вака да се изрази? Да ви кажам право, јас прв пат тој феномен го забележав со господинот Мано Ружин, кога беше избркан од СДСМ затоа што прифати да биде амбасадор во НАТО. Потоа слични работи се случува со професорот Бучковски, со господинот Бузлевски, со Буралиева, со Солза Грчева и со други, така што тоа е прашање на нашата, како да кажам, политичка воспоставена пракса, која што се надевам дека во иднина ќе биде и подобра. Знаете, на ваков настан, кога се одбележува еден историски момент од историјата на македонскиот народ и македонската држава, сметам дека е несоодветно да се коментираат ликови кои го изневерија и македонскиот народ и македонските граѓани. Ви благодарам. Господине Георгиевски, можете изјава да ни дадете или? Не боли ногата. Во однос на Јанчев, еве да прецизирам пред сите, Централниот комитет на партијата го разреши подпредседателот на партијата Митко Јанчев заради несогласување со политиките на партијата, ставовите на партијата и неследење на истите. За жал, дали можеби заради тоа што јас лошо се изразив или лошо пренесување, друг контекст добила изјавата. Поштовани гледачи, тоа беше прегледот од вечерашната прослава на македонската револуционарна борба, остава на ВМРО-ДПМНЕ и сосема е јасно зошто интересот на Весна Велкова беше фокусиран не само на говорот на лидерот Мицкоски, туку и на изјавата и на пасажот на ликови кои присуствуваа на вечерашнава прослава. Мои вечерашни гости се универзитетските професори Лидија Георгиева, бил слободен да кажем експерт за НАТО и одбранбена политика, и Никола Дуевски, универзитетски професор кој се занимава со аспектот на безбедностите прашања во поширок контекст. Двајцата започнат да го прашувам што е тоа што НАТО на Македонија ќе обезбеди стабилност, сигурност и што Македонија мора да испорача за да биде членка на Алијансата. Се добива впечаток дека најважна е спогодбата со Грција и се сме завршени. Токму така, тоа е впечатокот, да, доколку ми дозволите да почнам. Да, токму таков е впечатокот дека целиот овој процес е ограничен токму само на спогодбата, дали таа ќе има повеќе бенефит за едната или за другата страна, дали ќе бидеме задоволни и едните и другите. Меѓутоа, членството во НАТО е еден долг стратегиски процес на Република Македонија, еден дел од долга надворешна политика уште од 1994 година. И навистина не е добро за еден волку долг процес ние да не можеме да извлечеме поуки или да речам факти кои што ќе покажат зошто една меѓународна организација е важна за суверенитетот, сувереноста и остварувањето на надворешно политичките цели на Република Македонија, а тоа да го гледаме само низ призма, за жал сега, условеност со преговорите со договорот од Преспа. Што може НАТО да ни понуди, односно да ни обезбеди? Често пати, знаете, во минатите години ние зборувавме или имаше политички изјави дека ние со тоа што учествуваме во мировни мисии, де факто сме членки, ама не и де јуре.
што е апсолутно неточно, затоа што има и многу други држави кои што партнерски соработуваат со НАТО на многу повисоко ниво отколку Република Македонија, а не се членки на НАТО, испорачуваат многу повеќе контрибуција и во мисии, и во цивилниот дел на НАТО, а не се членки на НАТО, зборувам за неутралните држави. И она што е главната поента за тоа што Македонија ќе добие е всушност член 5 од договорот за НАТО, кој што гарантира дека е рамноправна и полноправна членка заедно со останатите 29. Што тоа значи? Која обично политичарите велат ќе бидеме 30-тиот партнер со рамноправен глас. И веднаш се поставува така помалку примитивната логика, сега на грците и ние ќе им поставиме некои услови или ќе гласаме или нема да гласаме. Тоа веројатно не е главната поента на рамноправност. Се разбира дека не е. Такви дилеми имаше и за во однос на Грција и Турција. Двете се членки на НАТО. Меѓутоа, во голем дел, значи покрај конфронтацијата која што имаат, различити интереси кои што ги имаат, па и заради кипарското прашање, често пати се во тензична ситуација. Но кога станува збор за донесувањето на одлуки во рамките на НАТО, се случува дека Турција го блокираше Берлин плюс процесот токму на примерот на Македонија. Но секако е дека не е исто да сте асоцијативна членка, како сега, без право на глас, а е сосема поинаку да се учествува во процесот на донесување одлуки на сите нивоа и во сите структури на НАТО. Значи, ние вака ја доживуваме само воената структура со учеството во мисиите во Авганистан. Меѓутоа, тоа е многу повеќе отколку воена компонента на една ваква меѓународна организација, која што верувам дека во блиска иднина ќе мора да ги менува, односно да ја менува перцепцијата во меѓународната заедница, во меѓународните односи за незината идна улога. Професор Дуевски, продолжуваме таму каде што шлагворд ми дава професорката Георгиева. НАТО практично по барањата за исполнување на критериумите за стратегиско партнерство ги вградува срцевината на критериумите за европското асоцирање. Стабилност, човекови права, функционирање на институции, правна држава, економски системи и така натаму. Дали ние преку НАТО и меѓу другото ќе се оспособиме за некаква европска перспектива или за членство во Унијата? Тоа не може да се случи преку ноќ, меѓутоа државите кои што се членки на НАТО, а се членки на Европската Унија, претходно биле барем неколку години членки на НАТО. Еве последниот пример со Хрватска и со Албанија, кои што од 2009 се членки на НАТО, 2013 Хрватска стана и членка на Европската Унија. За членувањето во НАТО подразбираше за Хрватска забрзување на сите процеси од европските интеграции, зајакнување на државната администрација, поразлични процедури во судството, се сеќавате и денеска беше актуелен поранешниот премиер Санадер и така натаму. И Хрватска за неполни 4 години од членството во НАТО успеа да ги исполни, да ги затвори сите преговарачки поглавја и да стане земја членка и на Европската Унија. Очекувам дека истиот пат ќе не следи и нас, затоа што членството во НАТО подразбира исполнување на стандарди кои што можеби не се исти, меѓутоа се приближни или слични на оние кои што важат и во Европската Унија, особено во делот на владењето на правото, на слободата на медиумите, јавната администрација и така натаму. НАТО е воен и политички сојуз. Професорката зборуваше за онаа многу важна страна на нашата контрибуција во НАТО и како партнери и сега во овој период кога се уште не сме земја членка. Меѓутоа има една друга за мене многу поважна компонента од сето ова, која што не е формална и можеби ние аналитичарите не ја гледаме секојдневно, но треба да бидеме свесни. Членството во НАТО на Албанија пред се и донесе привилегии на економски план. Се отвори државата, дојдоа силни светски инвеститори, за разлика од тоа што нам ни се случуваше во изминативе, можеби и повеќе од една деценија, да имаме треторазредни инвеститори од светот. НАТО со сигурноста, стабилноста, безбедноста им ги отвара очите на големите светски корпорации кои што можат да одлучат дел од своите бизниси да пренесат и во овој регион. За на вистина внатрешно правниот систем е исто така под симптоматичен напад на
мафијата и на корумпираните политичари и системи. Ние не можеме да бидеме членка на НАТО и да имаме слаб систем до таа мера за да не прави недостојни за членство. Столтенберг неколку пати кажа, не може да одите во НАТО без решено прашање за името. И тоа е факт. Тогаш кога тоа прашање ќе биде затворено, остануваат само уште неколку чекори. Меѓутоа се променија. Поприлично работите од 2016 па навака, судството ќе добие, се надевам, позитивни оцени, барем до онаа мера до потребна за да сите земји членки во НАТО се согласат дека Република Македонија ги исполнува политичките критериуми за да биде полноправна членка. Значи, за мајецот, доколку бидат усвоени уставните промени, почнува, како што Столтенберг најави на почетокот од наредната година. Дали динамиката за двајцата е гаранција дека некој некаде нема повторно да не блокира на тој пат на забрзано асоцирање? Многумина од граѓаните мислат лесно е ке протнеме прва, две, три скали, потоа можеме да дојдеме до некаква индиректна или директна блокада или вето од било кој друг. Веќе има посериозни политички анализи кои што укажуваат дека членството во НАТО ќе се случи без некои дополнителни потешкотии во однос на она што е нормално низ кое што поминале сите држави. Поддршката што ја добивме за решавање на отвореното прашање со Грција ќе се преточи и во целокупниот процес на ратификација на тие договори. И затоа очекувам дека ова што сега го прават Пендаровски и другите во Брисел ќе заврши успешно и без некои, за нас барем, дополнителни главоболки, особено ако продолжиме во овој правец како што сега се движи. Георгиева. Ја ве знам како Иванова од времето и кога упорно ме барам како Иванова, професор Митревска со која се знаеме вика која е таа? Извинете. Во ред. Секако се сложувам со забелешката на колегата во таа смисла што овој процес е навистина сериозен институционален процес. Не е само политички. Во таа смисла, значи, само декларирањето дека имате желба да бидете членки, мора да биде преточено во еден сериозен институционален процес. Тој е веќе започнат, уште од јуни месец и веќе со преговорите, односно состаноците помеѓу работната група од страна на Република Македонија и со Комитетот за проширување од страна на НАТО, колку што јас сум информирана, ќе тече во две фази. Во првата фаза ќе бидат разгледани едни од критериумите кои што вие веќе ги спомнавте, политичките критериуми, значи да не ги повторувам уште еднаш, меѓутоа би ги додала и антикорупцијата и владењето на правото. А во втората фаза ќе треба да се премене на оние легислативни елементи кои што можеби ќе бараат и дополнување на некои правни норми со кои што Република Македонија ќе треба да ги осигура можностите да учествува и да одлучува во процедурите на НАТО. Тоа подразбира дали собранието се уште или владата, по предлог на владата, ќе биде учествува во мисиите, затоа што има разноликост во државите членки на НАТО, дали тоа е одлука на собранието, дали е тоа одлука на други инстанци. Значи, тука е еден голем дел и исто така, оној веќе спомна член 5, колку од сувереноста, нели ние веќе ќе мора да отстапиме еден дел од сувереноста на државата за колективната одбрана, која што е основа на самиот сојуз или на самата организација. Во таа насока сакам да потенцирам дека имаше големи резерви пред се во централноевропските држави, па и во некои други држави, дека со ангажирањето на НАТО надвор од неговата територија, овој член 5 се заборава, дека договорот од Вашингтон не одговара на неговата основна мисија и дека НАТО преминува во некоја организација која што всушност и нема доволно да им гарантира одбраната и безбедноста на државите. Меѓутоа, последните движења на НАТО во рамките на Централна Европа и на Северна Европа покажува дека во овој дел се повеќе и повеќе се потврдуваат гаранциите за член 5, а тоа е навистина суштината што ние ја и очекуваме. Јас се согласувам дека економските бенефити се важни, меѓутоа покрај нив, значи ние имаме можност и ќе треба да ја усогласиме и нашата надворешна политика, и нашата одбранбена политика, и безбедносната политика со стандарди кои што ќе одговарат на нашите веќе нови стратегиски интереси.
Ова ќе биде сепак еден голем исчекор, голем премин од она што досега го работевме како надворешна и безбедносна политика, или како членка на НАТО, тоа секако и евентуално на Европската Унија подоцна, ќе отвори едни нови перспективи за стратегиско позиционирање на Република Македонија. Ние сме у фаза на некаква емоционалност. Те час бараме помирување, те час бараме обединување и така натаму, што за диоптријата на ладнокрвните политичари од Запад се сведува на реакцијата на Палмер. Помирување да, ама не може да се суспендира битката со криминалот. Тоа е истата релација и со Хан и со Столтенберг. Дали се залажуваме или мислиме дека можеме повторно да изиграме, дај сега да влеземе по секоја цена, па со криминалот подосна. Не, тоа едноставно нема да биде можно. Државите постојано ги исполнуваат стандардите. Тогаш кога и дури и за државите членки, а не па за ние кои што се уште сме, ајде да речам, не многу далеку, но сепак надвор од таа алијанса, не можеме да спиеме на тоа дека ќе ги ослободиме сите кои што имаат било каква одговорност за да добиеме поддршка во собранието. Имаше многу поразлични начини. Мора секогаш да се однесуваме достоинствено на тој пат. Секој чекор што го правиме кон европските интеграции мора да го чува нашиот квалитет на процесот. Ние имаме и механизми, имаме и институции кои што можат да го изнесат тој пат. Затоа би било најлошо политичарите да погрешат и да остават погрешен впечаток, затоа што секој чекор се цени. Земја членка на НАТО не може да амнестира преку ноќ надвор од законите, надвор од процедурите, надвор од правилата, и јас сум сигурен дека тоа нема да се случи. Земја кандидат за членство на Европската Унија не може да си дозволи да има заробени медиуми. Тоа не треба да ни се случува во државата. Цензурата не доаѓа во предвид и така натаму. Така да тоа што треба во наредниот период да го направиме за да почнеме да живееме како граѓани на НАТО е трпеливо, сега веќе јасно и отворено. Се знаат областите кои што се најважни. Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, армијата на Република Македонија, тие и досега на едно високо ниво да ги исполнуваат сите обврски од интеграцијскиот процес кон НАТО. Очекувам дека тоа може и да се забрза во наредниот период, за да можеме подготвени и квалитетно, затоа што доколку тој процес не го направиме квалитетно, ние нема да си ја подготвиме државата на соодветен начин за да бидеме рамноправни партнери. Далеку од вистината е дека ќе бидеме рамо до рамо со другите, меѓутоа треба да се носиме со сите предизвици. Сепак регионално нема поинаква интеграција. НАТО е во овој дел на светот, НАТО е најпосакуваната безбедносна, обрамбена и било каква друга организација која што нуди стабилност, мир, просперитет, развој. Традиционално, по линија на помал отпор, што почнеме да правиме анализа придобивки од НАТО и геостратегија, доаѓаме до класичната дилема дали тука ќе се судрат и дали ние излегуваме од така нареченото проруско влијание. Дали е тоа доминантно заради нашето членство во НАТО или тоа е сплет на околности на геостратегијата со нашите реални потреби? Мислам дека проруското влијание во Република Македонија е слабо. Нема силно влијание и не го попречува, барем не во голема мера, патот на Република Македонија кон членството во НАТО, за разлика од Црна Гора, например, каде што русите имаат многу и историски наназад погледнато врски, но и сега, во овие изминати неколку децении, имаше силно влијание во Русија. Црна Гора стана земја членка на НАТО, на еден или на друг начин тие веќе ги имплементираат стандардите и живеат со тоа членство, еве 2-3 години веќе се членки. Меѓутоа, во нашиот случај не е така. Ние немаме врски со Русија, претеруваат тие кои што мислат или уверуваат дека Русија има силно влијание во нашиот процес да не забави во за членството во НАТО. Но секако е подобро што поскоро да го завршиме тој пат, за да можеме да си се обезбедиме и да имаме предвидлива иднина. Затоа што на север ни останува отворено прашање кое е на многу блиску до нас. Ќе остане прашањето да се решава, ама ние ќе бидеме обезбедени и нема да се грижиме за тоа. Ние ќе имаме други отворени прашања кои што понатаму полесно и поедноставно ќе можеме да ги решаваме. И на таков начин ќе оставиме простор на европската или на светската политика и на интересите да поедноставно ги затворат другите отворени прашања на Балкан. Георгија, за вас геостратегијата и нашите аспирации? Па јас или вие бегате од тоа геостратегијата? Не бегам од геостратегијата, меѓутоа мислам дека малку посериозно би ја сватила и не би негирала дека
всушност и не го слушнав тоа во коментарот, туку напротив дека тоа влијание не е толку силно или не се чувствува толку силно. Сепак ние овдека го разгледуваме концептот на надворешна политика и одбранбена политика во еден малку по традиционален начин, одвоените аспекти. Но еве ќе речете што сега ако го спомнам односот на црквата, признавањето на Македонската православна црква, признавањето на Украинската црква, спротивставувањето на Руската православна црква и така натаму. Значи, има примери на нордиските држави кои што се и не се членки на НАТО, има примери и во југоисточна Европа, кои што таа воена димензија ја одработуваат помалку или повеќе, нели, според тоа колку вложуваат во својата одбрана, но не ја занемаруваат и не ги занемаруваат и останатите димензии кои што многу пошироко ја сваќаат безбедноста. Што значи дека ние треба да разговараме за еден сеопфатен систем, за еден сеопфатен политички пристап кон безбедноста. Инаку, точно е одговорот на прашањето дека НАТО не може да ни обезбеди на нас 100% сигурност. Значи, ние можеме да очекуваме гаранции, можеме да очекуваме и да бидеме членка и да предонесуваме. Меѓутоа, светот е турбулентен. Ние можеме да очекуваме како црногорците небото ќе го чуваат соседните авиација и Италија, меѓутоа генерално границите остануваат на домицилните армии. И на обученоста на домицилните полиции, гранични и на армиите, дека тоа е основната компонента на внатрешната одбранбена. Тоа е сигурно така, со тоа што јас не можам да преюдицирам, да кажам, кој ќе се грижи за наблюдувањето и за обезбедувањето на македонското небо. Тоа од сега не можам да го преюдицирам. Меѓутоа, фактот дека армијата и полицијата ќе треба дополнително да се реконструираат, односно да се реформираат. Тие реформи траат постојано и треба да одговорат сега на новите потреби, на отстапувањето во членство, значи со она што ќе биде компатибилно со потребите и на соседните држави. И посочите клучната компонента, а тоа е надворешната политика и дисперзијата на сувереноста да се владее со неа во рамките на Сојузот. Сега директно ве прашувам. Постои ли концепт? Постои ли стравување дека членството во НАТО истовремено ќе значи притисок врз Македонија, наша волја, Криволак да стане полигон на заедничките сили на НАТО, во еден период да бидеме под пресија на можниот притисок на мигрантските бранови, тука да се лоцираат мигрантски логори и така натаму, и тоа да биде некој нов придонес под пресија на Македонија кон Алијансата. Колку ја што ги разбрав и како ги следев процесите на справување со мигрантската криза и како што се покажа дека голем дел од државите тоа го направија неподготвени, дека првиот налет на бегалците беше амортизиран токму на границите во Балканот. Мислам дека и не треба да очекуваме ние од НАТО дека тоа треба да го прави. НАТО не е институција која што треба да ги штити границите од бегалците. Тоа е дел од една сосема друга цивилна компонента, значи тоа не е воен удар, тоа е една хуманитарна, претпоставувам, криза или хуманитарен притисок со кој што ќе треба да се справи државата според меѓународното хуманитарно право за овозможување на проток и заштита на бегалците, но во таа смисла ниту имавме, а имавме и директни изјави од високи представници и на НАТО и на Европската Унија дека такво нешто од Македонија не се очекува. Значи, ние таков сериозен притисок имавме за време на Косовската криза 99-та година, но мислам дека искуствата од тој период се научени и дека еден толкав товар, една мала држава не може да издржи, ниту пак би можело од нас да се очекува без сериозна поддршка од Европската Унија или од НАТО, дека тоа ќе го амортизираме. Тие што не знаат или да ги подсетиме, 99-та година примивме 1/5 од нашето вкупно население. Тоа за Турција би значило дека треба да прими 20 милиона од сирици, курди или било што на нејзина територија, и тоа е друго прашање. Се враќам на нашиот, условно кажам, нашата таснена понуда Криволак
и другите компензациони сделки. Криволак и денес се користи речиси секојдневно во текот на целата година. Тука има војници кои што изведуваат вежбовни активности и од нашата армија, и од Америка, и од Турција, и од многу земји членки на Европската унија. Стратешки разгледувано во Албанија од пред некое време започна да се гради голема база на НАТО. Тоа значи дека на еден толку мал простор од 100, 200 или 300 километри нема да има друга таква голема воена база. Се што планираат да однесат близу е Бон стил е тука, еве Албанија ќе биде тука, тие се блиску со излез на море, Република Македонија од тој аспект не треба да стравува, ние не сме толку атрактивни. Криволак е можеби за воените аналитичари така велат најдоброто вежбовно поле во цела Европа. И тоа сигурно ќе се користи, затоа што меѓутоа тоа не е од голем карактер, тука нема да има простор нити за било каков аеродром воен, нити било што друго, едноставно ќе се врши обука на Криволак, како досега, така и во иднина. Во однос на прашањето за миграциите, мислам дека не треба никој да биде загрижен. Република Македонија добро се справи со мигрантската криза. Ние сме се уште во кризна состојба на јужната и на северната граница. До нова година ќе биде така, за понатаму ќе видиме. Меѓутоа, мислам дека тие текови и да се повторат, сега веќе изградивме капацитети кои што ќе можат релативно или на посоодветен начин, бидејќи ја споменавте косовската криза, 1/4 или 1/5 од населението, да се потсетиме дека преклани преку територијата на Република Македонија поминаа 1 милион мигранти, што е 1/2, а можеби и повеќе од 1/2 од купното население, и видовме дека тоа не беше некоја сериозна закана по безбедноста, по имотот и по личната сигурност на граѓаните. Членството во НАТО од аспект на членот 5 и на одбраната за нас многу повеќе ќе значи од тоа да имаме квалитетни институции, армија, полиција, судство, медиуми и така натаму, кои што ќе можат да одговорат на предизвиците. Ние сериозни ни внатрешни ни надворешни закани нема да имаме ако имаме здрави институции кои што можат да се носат. Тоа е квалитетот на членството. Не е тоа дека ќе дојдат американски војници или војници од Германија да не чуваат нас. Не. Нашите институции ќе имаат капацитет да одговорат на предизвиците. Тие доаѓа во рамките на меѓународните мировни мисии, КВОР, друга позиција. Иако 25 години одиме по патот кон НАТО, се уште не сме до таа мера подготвени самостојно да можеме веднаш да почнеме да се грижиме, но јас очекувам во еден разумен период, можеби и помалку од една деценија, нашите институции, армијата, полицијата и сите други да бидат на многу повисоко ниво што се денес. Професорите Лидија Георгиева и Никола Дуевски натаму во студиото, малку ЕПП и потоа се враќаме за односот внатрешна криза на дворешни последици. Учиња на љубовта. Пелистерка. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс.
Триглав осигурување. Лидија Георгиева и Никола Дуевски, универзитетски професори од УКИМ, дебата Македонија и НАТО, но сега Дуевски малце ми се насмеја на куваницата внатрешна криза на дворешни последици, но да бидам сега директен. Постои убедување. Вечер го чув тоа од доајенот или еден од иницијаторите на ВМРО ДПМН Мане Јаковлевски, никогаш во ВМРО немало анти-НАТО и анти-европско расположение, но членството е условено со поголемо достоинство. Тоа поголемо достоинство е формулацијата на ВМРО, нели, идентитет, да не се прифатат условите на Грција. Меѓутоа, другата аксиома е, без договор со Грција нема НАТО. Како да се најде мост, или дали воопшто може да се најде мост, меѓу оваа внатрешна криза, внатрешно убедување и нашите надворешни приоритети? Моje убедување е дека во моментов не гледам алтернатива со која што може да се надмине оваа криза. Јас не можам да тврдам дека можело да се испреговара подобар договор, ниту пак полош. Значи, навистина, тоа не можам да го тврдам. Но она што е договорено и како се чувствуваат двете страни, значи како губитници во некоја смисла, и ставот дали ние можеме и подобро да направиме по цена на достоинството, да си го спасиме достоинството, секако е тоа многу важно, меѓутоа во овој случај, значи, нас не убедуваат од сите страни дека било каква промена или било каков друг договор за подобар договор во наводници нема да може да помине ни сите институционални процедури и во НАТО, самиот протокол за пристапување нема да може да биде поминат, ниту пак во Грција, која што треба прва да го ратификува пристапниот протокол со НАТО. Значи, ние можеме еден асиметричен конфликт кој што го имавме досега и 20 и неколку години не успеавме да го решиме, да го решаваме на поинаков начин. Дојдовме во ситуација наместо на правна основа да го решаваме на политичка основа. Во таа смисла сега не гледам никаква отворена опција, значи да може да се вратиме назад во сето ова и да испреговараме нешто подобро. Јас секако ќе преферирав за внатрешна употреба да не стои договореното име, меѓутоа тоа е факт што е договорен и не сум сигурна дека воопшто постои расположение или ќе има расположение или друга ваква можност во која што двете страни ќе се најдат на преговарачка маса за да можат да разговараат за вака сериозен проблем. Често пати, знаете, кога меѓународните представници ги убедувавме и им кажувавме дека ова е нерамноправен конфликт. Сите вела дека тоа е унилатерален договор, нека не е тоа билатерален договор. Ние даваме се, грците даваат виза. Токму така, меѓутоа тие често пати знаеа да не убедуваат, вие го пропуштивте или го пропуштате моментумот. Да. Моментумот се пропушта. Знаете, сега во таа ситуација кога моментумот е пропуштен, ние имаме многу повеќе последици отколку што ќе имаме корист. Се гледат и сега, само што ги испуштивме динамиката на уставните амандмани, веќе се чувствуваат последиците ќе бидат многу поголеми. Негде може да бидат и позитивно, особено во ВМРО Дуевски на оваа тема. Не е само Мане Јаковлевски тој кој што има стравување се уште, кој што е загрижен за достоинството и така натаму. Јас тоа дека сепак е еден од стожерите. Да, меѓутоа денеска председателот Иванов во честитката за празникот зборуваше и во таа насока дека е се во ова недостоинствено, споменуваше и други работи, меѓутоа еве. И после 20 години од нашето членство во НАТО и во Европската унија, повторно националистите и во Грција и во Македонија ќе бидат на истите позиции, тие многу ретко се осудуваат да го отворат својот ум и да видат за новата реалност. Процесот
сам по себе гарантира достоинство. Членството во НАТО е можеби наш стратешки приоритет, речиси 3 децении, и тој процес сам по себе е достоинствен. Нашето членство таму е условено со решавањето на ова прашање. Договорот е таков каков што е, тој помина подпишање, помини референдумот, помина и потребата за отварање на уставот, тоа ќе стане наша реалност. До Нова година или бргу после Нова година, тоа ќе биде нашата реалност. Државата ќе се вика Република Северна Македонија, тоа е веќе на сите треба да ни биде јасно. Тоа не е недостоинствено. Напротив, Република Македонија ќе биде достоинствена држава како полноправна членка на НАТО, како земја која што ќе почне преговори за членство во Европската унија. Тогаш кога ќе ги завршиме сите тие работи, ќе се придружиме кон овие две исклучително значајни интеграции. Македонскиот јазик ќе биде официјален јазик на наднационална категорија во која што живеат половина милиарда луѓе. Зарем тоа не е достоинствено? Меѓутоа, ова се прашања кои што секојдневно да ги изборуваме, нема да се поместиме од позициите кои што ги имаат едните или другите, и затоа мислам дека е во овој момент поважно да не се намали квалитетот на пристапувањето, да не прифаќаме работи кои што ќе го направат процесот недостоинствен. А самото завршување, тоа секако и носи на Република Македонија многу повеќе придобивки отколку што ќе изгубиме со подпишувањето и со имплементацијата на уставните амандмани. Професор Дујевски и професор Георгиева, има едно прашање кое намика внатрешно прашање, и тоа е многу сериозно. Во привлекувањето, да речем, на дел од претениците од ВМРО ДПМН за да гласаат, се прифатија неколку нивни барања. 1/4 е прилично симптоматично, а тоа е барањето дека со амандманите ќе се води сметка за праведност и правовалидност. Тоа значи дека ако се усвојат амандманите, дека Грција нема да го попречи патот кон вето и дека ако тоа се случи, ние се враќаме назад без тие амандмани. Возможно е ли, ако сето тоа се изоди, ако 28 членки ратификуваат еден договор, ние сега да кажеме пу не важи, нашиот парламент, едносно Грција, прави обструкции и не можеме да се согласиме со евентуалните промени кои Грција може да ги обструира, а се дел од некаква амандманско новелирање. Не, ние нема да бидеме во позиција да било што условуваме, затоа што ние сме тие кои што бараме членство во Европската унија и во НАТО. Мислам дека се ова за кое што и премиерот Заев говореше пред неколку дена дека е прифатливо, е однапред искоординиран став. Да. Тој не би прифатил такви барања и не би излегол во јавноста доколку нема координација со грчката стана. Тоа се прашања кои што во склучувањето на меѓународните договори секогаш оставате, знаете како велат, 10% плюс резерва. Да, за да може да се ете така, и ние сме токму во таква ситуација сега. Сите амандмани се прифатливи за владата и мислам дека во еден процес во собранието ќе се извлече нешто што ќе биде подеднакво прифатливо и за владата на Ципрас. И очекувам тој процес да биде без некои посебни потешкоти. Каква ќе биде динамиката од кога ќе го освоиме амандманите? Што ќе значи одговорот на НАТО, пристапот, протоколот и така натаму? Па, видите, ние сме во состојба сега да водиме два паралелни процеси. Значи, и процесот на промена на уставот, и процесот на преговори за пристапување кон НАТО. И тие два процеси треба на вистина умешно да се искоординират. Се согласувам со колегата дека не ни е потребно никакво исчекорување, ниту пак некои си инциденти кои што на овој процес ќе му донесат некаква деструктивна компонента. Во таа смисла мислам дека откако ќе помине, се надевам, нели не можам јас тоа да го знам однапред како процедурата со уставните промени ќе се одвива. Знаете дека веќе имаше поднесено пред Уставниот суд барање да се оцени уставноста на таа процедура, дали распишувањето на референдумот и промената на името и така натаму се во согласност. Уставниот суд одговори дека тоа е право на владата, дека таа може да поднесе таква иницијатива и очекувам дека до крајот таа иницијатива треба да се изведе. Прашањето на мнозинството и политичарите веќе гарантираат дека
полека ќе можат да го обезбедуваат. Она што стои пред нас е дека откако ќе се направат уставните измени, ќе треба да се извести грчката влада за сите тие уставни измени. Тогаш отпочнува и некаде во јануари ќе треба да се потпише пристапниот протокол помеѓу НАТО и Република Македонија и со потпишувањето на пристапниот протокол ќе треба да отпочне процедурата на ратификација на тој предпристапен протокол во сите 29 држави членки. Во зависност од тоа каква е праксата, каква е динамиката? Значи, од праксата година, е не, помала, во зависност од тоа дали одлучува владата или одлучува парламентот во државите. Некаде трае од 6 месеци до 12 месеци. Некогаш се зборува и за некој брз fast track, брза линија на ратификација, што не мислам дека во овој случај би се случила, но прашањето дека прво Грција ќе го ратификува, односно би требало да го ратификува, значи ги трга настрана сите овие сомнежи дека така е, дека може да го блокира. Букуреш 2 да не се случи, нели? Дека може да го блокира, но оправдано е, тој страф е оправдан затоа што нели судската одлука која што беше донесена дека е прекршена времената спогодба, не беше земена во предвид во целиот овој процес. Но фактот дека ви велам предпристапниот протокол, прво тие ќе треба да го ратификуваат, а потоа и сите останати 29 членки, дава гаранција и некое олеснување и за јавноста, но и за политичката елита дека овој процес треба до крај да оди како што треба. Но имајте во предвид уште едно прашање, дека со сето ова следи пак, односно е потребен референдум. За НАТО не, за Европска унија. И тоа е многу деликатна ситуација, таму дури треба 50% да гласат за, но тоа е многу прашање. Словенците тоа добро го издрибла, да речем, условно во политичката сцена. Професор Дуевски, пак јас за собствената слоган, внатрешната криза со меѓународни последици. Погледнете, денеска Мицковски, што вели? Ајде донесете закон за амнестија да има слобода за сите. Во некои други прилики, некои други, може би човек и би се согласил, без оглед што се фрапантни позициите на 27 април, според мене се уште своевиден интригантен државен удар и целата ова буломента околу СЈО и злоупотребите со човечките права, фондовите и така натаму. Но јас сега се прашувам, ако ја изведеме таа операција, условно кажам, на амнестија заради приоритетот со грчко-македонската спогодба и уставните амандмани, нема утре за утре да не стега за уши. Ова ли е борбата со криминалот во високите кругови? Не, во тој смисол ние ќе покажеме дека сме незрела држава и дека не ни е местото таму каде што сме тргнати. Јас не очекувам дека ќе се случи такво нешто. Може би некоја блага форма на помирување ќе има. Меѓутоа закон за амнестија за овие дела и по устав и по кривичниот законник едноставно не е можна. Сега како што е квалификувано делото загрозување, терористичко загрозување на уставниот поредок, за тие дела не постои можност за амнестија. Тоа се неколкуте групи на кривични дела за кои што не може да се разговара во таа насока. Мислам дека треба да ги зајакнуваме институциите, а не дополнително да ги ослабнуваме. Една ваква политичка одлука, која ќе биде само политичка, тука нема право. Не може да има право кога имате докази, цврсти, потврсти здравје, имате изјави од заштитен сведок, имате бројни други докази и материјални, но и многу други видови на докази кои што укажуваат на тоа дека сторителите на ова кривично дело, доколку квалификацијата остане иста, ќе добијат сериозни затворски казни. Со политичка одлука само ќе си го срушиме правниот систем во државата. Ние сме во ситуација кога не од нула, туку треба да работиме за да дојдеме до нула, за да ја градиме довербата во тој систем. И затоа мислам дека секој совесен политичар треба да го има предвид и начинот и постапката за обезбедување повторно на двотретинско мнозинство, затоа што уште еднаш ќе ни бидат потребни најмалку 80 пратеници, но мора да ја има во предвид и ситуацијата во која што Република Македонија е, а тоа е нема поправен испит за ова. Ако паднеме и на овој испит, едноставно нема да одиме напред повеќе. Кој зашто пак ја за внатрешната криза, на крај, само од аспект на јавни личности. Како ги следите и ги оценувате овие турбулентни состојби во македонската опозиција, која во секоја држава треба да биде столб на демократијата. Особено од аспект на
правците на можноста да се напушти политиката на самоизолација, на изолација, кон правец на отварање и кон општеството и кон меѓународните фактори. Најважно од се во овој момент што си ја спасивме државата од изолација. Благодарение на двотретинското мнозинство ние се спасивме од изолација и имаме можност да продолжиме по тој пат. Се надевам дека тогаш кога пак ќе бидеме на испит ќе успееме да поминеме. ВМРО ДПМН е во сериозна внатрешна криза, не од сега 3 години, можеби сега кризата кулминира. Затоа што таму има многу фракции, таму има луѓе кои што имаат соодветно влијание по општинските комитети, во помалите и во поголемите градови, кои што веќе не се лојални, да речем, на Христијан Мицковски, и имаме една обезглавена опозиција која што носи избрзани и импулсивни одлуки. Да се борите против луѓето кои што имаат сериозни обвиненија или се осомничени за многу сериозни кривични дела, вечерта во 12 часот после гласањето во собранието е навистина неразумно. Да се исклучуваат луѓе за да се прочисти партијата, на таков начин нема да им донесе корист. На Република Македонија и е потребна таа партија, затоа што во овој момент ние немаме друга опозиција. И ќе помине време, доколку таа партија не успее да се издигне, ќе помине време додека да се изроди некоја силна опозиција. Затоа е најдобро што поскоро тие да успеат да најдат начин да се консолидираат. Има таму искусни политичари, не се сите со искуство колку што е нивниот лидер, председателот, за кој што можеме да процениме дека во овие неколку месеци направи неколку класични грешки особено во меѓународните односи и успеа партијата целосно да ја изолира. Несвесни во Централниот комитет или во Извршниот комитет кој е интересот на Република Македонија, останаа затворени во себе и сега едноставно немаат надворешни пријатели. Уште ваш став, Георгиева, за крајот на емисијата околу внатрешниве состојби од аспект на демократските процеси, на некогаш е зрело да имаш опонентско мислење, па дури и на НАТО, но не е зрело таа политика да ја градиш во комплетна самоизолација и на граѓанството, и на партијата и така натаму. Знаете, Чумовски, јас кога го слушнав зборот помирување и простување, бев малку изненадена. Значи, овие зборови класично се употребуваат во ситуации кога имало навистина сериозни судири, недоразбирања помеѓу различни страни и како постконфликтно помирување и простување го имало и во ирскиот процес, го имало во други процеси, и кога некој ќе ми рече дека во нас имаше во однос на она токму така, ама видете, ние тој процес ниту го отворивме, ниту го затворивме. Токму тоа е еден од проблемите со кои што живееме денес. И мислам дека тоа остава сериозни последици. А околу помирувањето и простувањето во политички контекст, во рамките на една политичка партија, јас мислам дека прво треба во самата партија да си се помират и да си простат, па потоа меѓупартиски да се сретнат и да си кажат. Затоа што она што го спомна колегата, импулсивното одлучување или недозволивоста на разлика во мислењата или процесот на донесување одлуки да се носи само одгоре надолу и само со извршување да се очекува дека базата тоа ќе го реализира без разлика дали е тоа прифатливо или неприфатливо. Значи, мислам дека самото политичко организирање и одлучување треба да претрпи сериозна, не можам да го наречам тоа, европеизација и демократизација на тој процес. Затоа што ние како држава кандидат за членство и како идна членка, ние мораме да докажеме дека тој процес на демократско зреење носи кон можност ние да ги решаваме проблемите со диалог. Навистина со диалог, а не со оштри зборови и со одстапување од неколку месеци или години од можност да се преговара и да се разговара за заедничките национални интереси. А ова еве токму сега ни се случува. Сите тврдат НАТО е заеднички интерес, а никој не создава хармонија помеѓу тој политички процес. Поштовани гледачи, заврши моето уредникување денеска. Од 14 часот бевме заедно со серија на гости, да не ги набројувам сите. Моите вечерашни последни панелисти беа универзитетските професори Никола Дуевски и Лидија Георгиева. Нивните искажувања ќе можете да ги гледате за едно половина час и на нашата веб страница и на сајтот и преку Facebook. Ви благодарам уште еднаш, почитувани професори. Утре сте со тандемот Боријан Јовановски и Ацо Кабранов. Пријатна вечер и се гледаме.